Имавте снимки со оштетени мостови. Тој на Пчиња, Визбегово се. Сите овие ваши апели придонесоа ли барем еден да се санира или да се пројави интерес да се санира? Кај мостовите состојбата е комплицирана, бидејќи бараат поголеми зафати. Отидете на мостот Току во центарот на Скопје ќе видите дека стаклата се испукани. Иако таму тврдат дека се безбедни, ние немаме причина да не ја веруваме, но чувството да одите по пукнато стакло, колку тоа да е дебело, сврсто сепак е непријатно. Јас не би му дозволил на моето дете, ниту пак јас би поминал по такво стакло. Како најбенигден пример, се до мостот на, мислам дека беше на Пчиња, каде што имаме паднат столб и искривен столб, каде што со стручно мислење утврдено дека мостот не е стабилен, но за жал тој се користи, бидејќи е сериозен зафат изградба на нов мост. Од друга страна, јас постојано предупредувам, ние не треба да чекаме некој да загине или да биде повреден за да се преземат мерки, но конкретно кај мостовите и покрај нашите апели реализацијата е слаба. Би информирал јавноста зидот кој што падна кај државна болница, за кој што јас предупредив година и нешто претходно, кој што можеше да убие луѓе, за среќа во тој момент немало никој под него. Од страна на владата е донесена одлука да се обезбедат средства од буџетот, истиот да се санира и тоа да се санира вклучително и улицата над зидот, бидејќи овде имавме една специфична ситуација каде што имаме измешани надлежности на општина Центар, градот Скопје, но и Министерството за здравство. Кога ќе се санира? Па во тек е процедурата, верувам дека ќе биде набргу, се надам дека до тогаш некој нема да загине.